Почитувани, партнерството на СДС со бегалецот од правдата Артан Груби и Дуи излегува на површина. Откако со години замижуваа и го одобруваа милионскиот криминал на тогашниот прв вице-премиер Артан Груби, сега, кога треба да се соочи со правдата, се ставаат во негова заштита. Па дури и ке се жртвуваат и ке тонат заедно со него. Имено, подпредседателката на СДС и поранешна министерка Јованка Тренчевска во однос на кривичната пријава за Груби вели дека одлуките на владата биле колективни и дека ако се докаже дека има вина во случајот, треба сите заедно да одговорат. Еве ја целосната изјава. Одлуки на влада се колективни одлуки. Само толку ќе ви кажам, колективни одлуки. Во тој случај треба кривичната пријава да е за сите министри или заменици министри кои што ја гласале оваа одлука. Тогаш ќе биде во ред. Почитувани, дали подпредседателката на СДС го брани Груби за криминалот со кој државниот буџет го оштети за над 8 милиони евра? Или пак доброволно се пријавува заедно со сите своји колеги од тогашната влада да седнат на обвинителна клупа заедно со Артан Груби? Дали затоа нервозата во СДС и Дуи е голема? Дали стравот им е толку голем од тоа што дополнително има да каже Груби? СДС и Дуи во паника и страв сменија 10 тези откако Груби беше уапсен. Како тргнале, до крајот ќе си признаат се. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Пристигнато прашање до Центарот за комуникација на ВМРО-ДПМНЕ за тоа кој е ставот на ВМРО-ДПМНЕ за тоа дека обвинителите бараат да не им се чепка во оплатите. Благодарам. Она кое што долго време го говориме на темава, дека оттаму доаѓаат барања за промени само во делот на финансиите, добиваме и потврда, и наместо да земат и да работат на зголемување на она 2% доверба од граѓаните, тие исклучиво мислат само на плати. Но ќе повторам, се работи за мала група на луѓе кои што се под контрола на СДС и Дуи, инаку и таму има многу честни луѓе кои што за жал не можат да дојдат до израз од овие.